Секоја земја која станала членка на Европската Унија, појаснува, тој поминала низ овој процес, кој прво извонредно обемен, бидејќи се работи за над 100.000 страници на европското законодавство и огромен број на технички стандарди. Второ, е извонредно комплексен, бидејќи вклучува десетици институции на Европската Унија и стотици институции во случајов од Македонија, со околу 1000 до 2000 национални експерти. Во техничкиот дел, експертите на Европската комисија и незините тела ќе го презентираат европското законодавство кое е во сила и ќе објаснат институционалната структура неопходна за коректна имплементација на тоа законодавство. Во следната фаза, нашите институции и национални експерти ќе треба да направат детален преглед на тоа докаде сме стигнати во транспозицијата на европското законодавство, со оглед на фактот дека веќе деценија и пол ја имплементираме спогодбата за стабилизација и асоциација. Со ова би завршил техничкиот дел од скрининг процесот, кој вообичаено во сите негови фази може да трае од 1 до 2 години и истиот е унифициран за сите земји, бидејќи европското законодавство важи за сите подеднакво. Нема лесни поглавја, бидејќи во секоја едно од нив има специфики, или во делот на законодавството, или во делот на институционалните барања, или во делот на инвестициите. Најосетливи се поглавјата 23 правосудство и фундаментални права и 24 правда, слобода и безбедност. Најобемни се поглавјата 11 земјоделство и рурален развој, 12 безбедност на храна, ветерина и фитосанитарна политика, 27 животна средина, додека предизвик ќе бидат и поглавјата 1 слободно движење на стоки, 8 политика на конкуренција, 19 социјална политика и вработување. Очекувањата се дека меѓувладината конференција следната година ќе го започне последниот дел од долгиот пат на Македонија кон Европската Унија. Преговорите ќе траат толку колку што е неопходно да се транспонира целокупното европско законодавство во нашево национално законодавство и колку време ќе биде потребно да обезбедиме негова целосна имплементација. Треба да се знае дека има вкупно 35 поглавја, но само во 33 има конкретно европско законодавство. Поглавието 34 е за утврдување на институционалните прашања, додека поглавието 35 е за се останато, што не е покриено со стандардните 33 поглавја. Според новата пракса на Европската комисија, во преговорите први се отвораат поглавијата 23 правосудство и фундаментални права и 24 правда, слобода и безбедност, кои се сметаат за најосетливи и ранливи области, кои се поврзани со политичките критериуми кои секоја земја треба да ги исполни пред да ги почне пристапните преговори и мора да го одржи нивото на почитување на истите до членството и потоа. Кај овие поглавја вообичаено се утврдуваат и така наречени одредници за отворање, одмерување на напредокот и за затварање на поглавјата.